Почитувани, денес во Собранието на Република Македонија ќе се разгледува финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика. Оваа комисија треба да е независно тело кое ќе го регулира пазарот на енергенсите, но тоа не е случај кај нас. Членовите и председателот на оваа комисија се партиски членови на СДСМ и ДУИ, кои бранејќи ги криминалите на врхушката на ЕЛЕМ и МЕП се одлучија цената да ја платат граѓаните. Во овие моменти Република Македонија се наоѓа во енергетска криза и криза во снабдувањето со топлинската енергија, две кризи кои се директно поврзани со работата на Регулаторната комисија за енергетика. Во надлежност на оваа комисија е следење на состојбите и функционирањето на пазарите на енергија, а сведоци сме како месеци наназад истите луѓе од Регулаторната комисија не убедуваа дека нема да има покачување на цената на струјата, дека државата ќе обезбеди струја, дека жителите на Скопје нема да имаат проблеми со парното и ред други лаги, кои сега сите ние ги осеќаме по джебот. Каков финансиски план нуди Регулаторната комисија за енергетика за 2022 година? Најмногу пари досега што ќе ги земе од енергетските компании, речиси 91 милион денари или 5500 евра дневно за функционирање на оваа институција во која платите на членовите се речиси 150.000 денари месечно. Со овие пари ќе плаќаат 33% поскапа струја, со што самата институција задолжена за регулирање на овој пазар признава дека државата е во тешка криза. 4 милиони денари за службени патувања во услови кога најголемиот број состаноци се одржуваат онлайн, 5400 евра месечно за авторски хонорари и консултантски услуги при 50 вработени во оваа институција, за кафење ќе се трошат по 80 на евра дневно и бројни други нелогичности во финансискиот план за 2022 година на Регулаторната комисија за енергетика. Почитувани, Регулаторната комисија за енергетика, откако е на власт двоецот СДСМ и комотно може да го смени своето име во комисија за поскапување. За подсетување, струјата од 1 јануари поскапи по трет пат и само за 18 месеци плаќаме 30% повисока струја од претходно. За горивата, сведоци сме дека секој понеделник чекаме колкаво ќе биде покачувањето или пак кога цената на нафтата е пониска на светските берзи, власта ја зголемува акцизата. Цената на парното се покачи за 15%, но корисниците на оваа услуга велат дека радиаторите им се ладни како никогаш досега. Почитувани, Комисијата за поскапување нема кредибилитет и знаење за да не извади од оваа енергетска криза во која не втурна. Луѓето кои создадоа кризата не можат да се представуваат како дел од решението. Потребни се промени пред да влеземе во уште поголеми проблеми. Ви благодарам, повелете доколку има прашање. Од аспект на првото прашање за минималната плата, ние бараме почитување на колективните договори кои што и самата влада ги има прифатено. Тоа значи усогласување со коефициентот на сложеност на работната сила, што во превод би значило зголемување на платите и во сите дејности. Тоа значи дека освен што поддржуваме минимална плата, бараме и поддршка и за стопанството, работодавачите и зголемување на платите на веќе договореното. Тука се поставува логично прашање дали државниот буџет има пари. Јас велам да има пари, но да се намали на криминали и на крадење. Тогаш може да се направи и прифаќање на колективниот договор со што би си направило и осогласување на платите со договорениот процент на деловна сложеност на работните места. Од аспект на второто прашање за негативното мислење можевме да видиме дека предизвика, односно поконкретно членот 6, предизвика голема реакција од јавноста, дека реагираше ЗНМ, дека реагираше АВМУ и други некои чинители на овој простор. Тука би сакал да подсетам дека покрај тоа што ветија дека ќе интервенираат амандмански, овој закон помина на првото читање на Комисијата за европски прашања, со што се скратува можноста за дебата. Поделовникот само 3 дена има право на дискусија. Ние бараме овој закон да се повлече заради тоа што до овој момент во парламентот ниту предлагачот, ниту било кој друг доставил било каков амандман за овој член да биде повлечен. Она што е многу важно е дека и по уставот, но и по Европската конвенција за би рекол заштита на човековите права, правото на изразување е загарантирано и дека никој нема право тоа да го ограничува, особено не на ваков начин кој што не рангира со одредени земји во светот каде што нема никаква слобода на говорот. Благодарам.